Ете, Берово е општина и пример кој што ни покажува дека кога се сака, се може. За селектирањето и за рециклирањето на пластичен амбалажен отпад, денес во емисијата ќе зборуваме со првиот човек на Пакомак, извршниот директор Филип Ивановски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и на убавите прилози кои сте ги направиле околу отпадот. Она што нас ни беше една водилка за оваа емисија, тоа беше податокот дека во Македонија само 14 општини субвенционираат собирање на пластичен отпад и, што е веројатно поразително, меѓу нив нема ниту една скопска општина, ниту пак градот Скопје. Да, веќе спомнавте две од тие 14 општини. Морам да кажам дека немаме во сите општини поставено машини, но во сите скопски имаме и во Скопје всушност имаме и најмногу вендинг машини. Зошто немаме во Скопје? Затоа што не сме имале комуникација некоја со градот околу таа тема. Знаете како беше ситуацијата изминатите години. Верувам дека веќе со новиот градоначалник и новите градоначалници по општините, негде стари, ќе имаме соработка, бидејќи Скопје можеби е скепсата кај градоначалниците затоа што се општините една до друга, па ако субвенционира центар, може да ги пуштаат да доаѓаат граѓани од Карпош и обратно, па не се сигурни дали баш на вистина нивните граѓани ги субвенционираат, но тоа се решава, да речеме, на ниво на Скопје. Можеби е најдобро секаде во Скопје каде ќе се пуштат шишиња во машините, а тука имаме негде 30 на машини во Скопје, значи скоро половина од тие што ги имаме вкупно 80 и некои ставени, така да верувам дека во иднина и тоа ќе биде направено, зашто стимулирањето со поена интересно, затоа што сите добиваат. Да речеме, градоначалниците наоѓаат начин како масовно, неселективно и транспарентно да ги стимулираат своите граѓани да го селектираат отпадот преку машините на Пакомак и со тоа го стимулираат еколошкото однесување. Ние како Пакомак собираме материјал, добар, квалитетен материјал и ја подигаме плюс јавната свест кај граѓаните со користење на машините и самите граѓани добиваат бенефити затоа што со тие поени, негде 1, 2, 3, зависно од општината, можат да си ги потрошат, електронски ваучер добиваат, може да си потрошат во било кој маркет без малку поголем ланец во Македонија, но можат и во Берово кој ќе отидат и тама да ги потрошат, така да не мора во местото на живење, во маркетот каде што ги пуштеле шишињата. Имаме одлична соработка со тие ланци на маркети, дел беа споменати. Настојуваме и тоа рамномерно да го распоредиме во секој град, да има, ако има повеќе ланци, барем и повеќе машини ставаме, да има барем во секој ланец, така да биде што подостапно. Споменавме на почетокот дека само во 14 општини во Македонија има вендинг машини и луѓето селектираат пластичен амбалажен отпад. Имате ли визија во кои други општини би можело ова се да се прошири? Па во Кавадарци веќе почнавме и сме при крај со преговорите, општината да даде 1 денар за граѓаните од Кавадарци кои ќе селектираат. Бенефит за општината ова што го кажав претходно и помалку носат на депонија. Значи исто е тоа многу важно. Само за илустрација, ние видовте градове колку собираат, но кумулативно во Македонија ние оваа година 25-та ќе собираме околу 18 милиони парчиња шишиња и лименки. Значи и лименки може да се пуштат. И за аналогија на граѓаните, 18 милиона парчиња е како да се испијат 500 шлепери со пијалоци. Тоа е некаде да видите шлепери колона од 6 км, прилика 12-13 метри, нели еден шлепер. Значи тоа е аналогно на тоа што ние сме го граѓаните го испиле, а ние сме го собрале и сме ги наградиле со половина денар. Знаеме дека тоа не е многу, затоа ги вклучуваме општините каде што стварно од буџетот на општината ги враќаат, ги стимулираат граѓаните од својата општина и ги даваат на граѓаните тие стимулации. Или според она што може да го видиме на вашиот сајт, има еден интересен податок. Едно рециклирано пластично шише заштедува доволно енергија за една штедлива светилка да свети 30 часа, а само со една селектирана лименка се заштедува доволно енергија телевизорот да работи 3 часа во денот. Се обидуваме преку
такви пластични примери да објасниме на граѓаните, бидејќи имате често голема работа, едно шише, една лименка, не знам, една стаклена шиша. Сакаме преку пластични примери да им кажеме дека и со индивидуалните нивни активности, действија, пуштање само на едно шише во машината, колку придонесуваат за заштедена енергија, а со самото тоа знаете заштедуваме гориво, да не говорам за природни ресурси, бидејќи таа пластика е направена од нафта, хартијата од дрво, не знам, лименките, дека сето тоа е ограничено и со секое такво повторено рециклирање ние добиваме сите. Она што е следно и што ме интересира, минатиот пат, последниот пат кога бевте овде гостин во емисијата, најавивте дека се обидувате да ја достигнете бројката од 70 вендинг машини на територија на Македонија. Да, до сега, значи ние до крајот на годината ќе имаме ставено 84 машини, што значи ја надминавте бројката. Така е, и уште секоја година најмалку 15 ќе поставуваме. Тука морам да споменам дека имаме голема помош од швајцарската амбасада, која повторно влеговме во втора фаза од нов проект, каде што ни помага и во делот на поставување на овие вендинг машини, купување нови, и во делот дури на доселекција на тоа што се собера од машините, но за тоа во друга прилика. Имаме ние градови и машини каде што собираме 60.000 парчиња месечно од една машина, да речеме Штип е еден од тие градови, и тоа со оваква стимулација од половина денар. Значи, кога би ги изголемиле стимулациите тука пред се од општините, бидејќи тоа за сега ние го правиме од нашиот буџет на Пакомак, тогаш веруваме дека тоа би се драстично би се зголемило. Ние во моментот имаме околу 50.000 симнувања на нашата апликација Екомак. Од тие 50.000, 30.000 ја користат активно. И тоа се 30.000 семејства, бидејќи обично едно семејство тоа го прави, тоа се 30.000 семејства кои секојдневно редовно го селектираат отпадот. Каква е соработката со општините кога станува збор за поставување на контейнери за селектирање на пластика и стакло, не само за вендинг машини, туку и за пластика и стакло, познатите жолти и зелени контейнери? Да, во стаклото, реално стаклото имаме пристојна инфраструктура, се уште следната година планираме околу 100 контейнери плюс да поставиме, дел да разместиме од тие што не се функционални, у смисла ставени се на места каде што не се собира како што очекуваме. И тука континуирано вложуваме и можам да кажам дека ние веќе 45% од вкупното стаклена амбалажа што се создава во државата го собираме преку нашата инфраструктура. Не се тука само контейнерите, собираме од ресторани, кафетерии, каде што дури 60% тоа што го собираме баш на врата од секој локал. И со тоа исто се подига јавната свест, бидејќи приметуваме дека еден ист локал, како поминува времето, веќе им станува навика на вработените и се повеќе и повеќе собираме стаклена амбалажа, значи се повеќе и повеќе селектираат. Во делот на контейнерите за пластика, жолти и сини за хартија, не сме ги поставиле во доволен број, пред се затоа што за пластика даваме се алтернатива со вендинг машините за лименките, а за хартија затоа што сега ние овој период, барем до сега ни беше фокус комерцијалните објекти, каде што се генерира доста хартија, но ќе продолжиме и со тие, не со темпото како што тоа го правиме со зелените контейнери, бидејќи, како реков, повратните вендинг машини се исто една алтернатива. Ви менуваат еден, да не речам и повеќе од еден контейнер да се стави. Да, и јас како граѓанин веројатно би одбрала вендинг машината за бидејќи имате бенефит, одложување на пластична амбалажа отколку контейнерот за да го оставам. Бидејќи преку вендинг машината може да бидете сигурни дека тоа шише ќе заврши на рециклирање, нема да заврши во вардар или на депонија. Она што исто така е многу важна е едукацијата кај луѓето, за да имаме успешно селектирање на отпадот, а потоа и рециклирање. Како стоиме на тој план, народски кажано, ни дојде ли паметот во глава? Па ни доаѓа, значи кај нас се постепено треба да изферментира и да дојде до некој крајен резултат. Едукацијата е многу важна. Едно од бенефитите на овие повратни вендинг машини е, освен што собираме реално, ни служи како средство за собирање на материјал,
и едукативниот дел што го има таа машина, бидејќи имате тука еден голем, имате 20-инчен монитор на кој може да се вртат еколошки пораки. И она што го гледаме во некои училишта, обично се деца до 600 оделенија, каде што имаат една учителка до 600 оделенија, си отвараат QR код, односно баркод во нашата апликација како оделенија и децата си лектираат со тој баркод на машините и средствата собрани од тоа селектирање, средствата тие поени си ги трошат за оделението, за потребите на оделенијата. И тоа е еден добар пример, бидејќи тие дечиња одат, пуштаат машини, пуштаат шишиња, се обучуваат како да ги пуштаат шишињата, како да се најават и така натаму. Така да едно од начините на едукација и преку vending машините секако нема да изостане и по училиштата. Тоа сега зависи колку интерес имаат училиштата од општините. Тука треба двосмерно да работиме со училиштата и општините. И тоа е едукацијата нај како да кажам благородна инвестиција наша. Не се враќа веднаш, но дава резултати по неколку години. Само за илустрација, сега правихме анализа колку на структурата на корисниците на нашите машини. Над 30% од корисниците на машините се млади луѓе под 21 година. И тоа не радува, бидејќи значи секоја година ќе имаме повеќе корисници кои ќе или во иднина овие што сега селектираат, кои ќе станат повозрасни, ќе продолжат тоа да го прават. Така да навиките се менуваат. Тоа значи дека средната генерација па и повозрастните треба малку повеќе да повнимаваат кога станува збор за селекција на отпадот. Да, ама децата, нивните внуци ги едуцираат и повозрастните. Така. Како агенти на промена ни се деца во овој случај. И добро е што е така, од и младоста е таа што ја носи енергијата и промените кои што треба да Тоа е точно. Тоа обично го викавме ние кога сме млади, кога бевме млади, па како поминува време да некако забораваме на тоа, но да, треба да се потсетиме дека младите се тие што носат промени. Она што ме интересира е 25-та е некако при крајот од прилика, верувам дека сте задоволни со она што го сработивте оваа година? 25-та е при крајот, ни беше доста година полна со предизвици, беше споменато и во прилозите дека нема откупувачи на тоа што се собира и тоа е точно, секундарните суровини се берзански производ и овој период драстично немаат вредност, што не е оправдување за комуналните предпријатија, бидејќи комуналните предпријатија наплаќаат од граѓаните тоа веќе да го прават, она што е само штеда да не носат на депонија, така да некогаш и кога е за 0 денари, подобро да оди на рециклирање за 0 денари, отколку да оди на депонија, каде што повторно треба да платат комуналните предпријатија. А со оглед на тоа што дел од депониите, ако исклучиме Скопската, не се по стандардите кои што треба да ги поседува една депонија, тоа значи дека повторно ја загадуваме. Да, и почвата и околината. Ги полниме депониите, дури да се санитарни, како што треба, ги полниме со материјал што не би требало да биде таму, што може да се реупотреби. Вие кажавте на почеток 40% од отпадот во волумен, не е во маса толку, но во волумен е толку. Една шиша од литар и пол, ако го фрлите несмачкано, е 30 грама, а фаќа литар и пол. Така да вие со 500 шиши ќе го наполните контейнерот, 500-600, тоа се 18 килограми, но фаќа 1 кубик волумени, така да и на тоа треба да се размислува. Со што повеќе селектираме, ќе бидат контейнерите за отпад помалку полни, односно комунална хигиена и другите комунални предпријатија не мора толку често да ги празнат. Значи ще идеме на страната на трошоци. Јас искрено се надевам дека она што го работите како Пакомак и во следната, во 26-та, ќе биде успешно како и досега, ќе имате можност да се пофалите со уште поголем број на собран селектиран отпад, со поголем број вендинг машини на целата територија на Македонија или барем онаму каде што навистина е тоа потребно. Со поголем учество на општините и други одговорни компании, не само општини, бидејќи некои од нив и купуваат за своите општини машини, ние очекуваме 20% најмалку повеќе да собереме следната година, следната и така натаму. Ивановски, ви благодарам што бевте дел од денешната емисија и јас се надевам дека со овој разговор, ако успееме да поттикнеме барем еден наш граѓанин да ја симне апликацијата и од денес да почне да селектира пластични шишиња,
сме го постигнале она што ни е Апсолутно, цел. особено што апликацијата многу лесно може да симнат, само да дојдат до машината да скенираат QR код и ќе ги воде низ процесот, а понатаму користењето уште полесно. Ви благодарам уште еднаш.